Градоначалникот на општина Кочани Радко Димитровски денеска прими делегација од организациите на Црвениот крст во Кочани и Чешиново Облешево во знак на внимание и благодарност од општината за хуманоста на крводарителите. На средбата присуствуваа крводарители со над 100 крводарување и активисти на најмасовната хуманитарна организација, која искористија приликата да поразговараат со градоначалникот за активностите кои ги спроведуваат во рамките на општината и пошироко. На оваа средба, која се организира по повод денот на крводарителството во општина Кочани, секретарот на Црвениот крст на општина Кочани Анета Коцева ги потенцираше позитивните резултати од работењето. Така, моментално сушност во општина Кочани имаме 5 крводарители што имаат над 100 пати дарувана крв и тоа е голема бројка и тоа е секако за почит. Минатата година беа организирани 23 крводарителски акции и го остваривме планот со некои 90%. Во рамки на државата, сушност, планот е 55.000 крвни единици и Црвениот крст заедно со трансфузија го имаат остварено. Секогаш ги задоволуваат потребните количини на крв. Претседателот на организацијата на Црвениот крст од Чешиново Облешево Љупчо Николовски ја истакна соработката со локалната самоуправа и градоначалникот Костадин Личков во реализацијата на хуманитарните активности. Нашата општина овој ден го одбележува на овој начин. Сите вработени во општината Чешиново Облешево со градоначалникот Костадин Личков даруваат 20 пакети на храна, што овој последен час таа истата храна ќе биде разнесена со Владо Анита со Црвениот крст ќе биде разделена на луѓето на кои најмногу и треба таа помош. Општа е оценката дека крводарителството во општините Кочани, Чешиново Облешево и Зрновци е на задоволително ниво, иако има можности за понатамошен развој во правец на зголемување на бројот на крводарители. Годишните планови се реализираат според предвидувањата, што е гаранција дека на хуманоста и во иднина ќе се посветува неопходното внимание.